ништо, со мене можете да направите се. Не живееш само од јадење леп, туку од секој збор од устата на Бога. Театарот е феномен на човечкото однесување, на меѓуодносот на човекот со се она што го гледа, што го спознава, што го знае за себе си. Ние сме дел од еден театар кој со самото име Македонија, едно од најстарите имиња во Европа, дава една посебна обврска. Знаете, има еден интересен стих во Библијата, во Светото писмо. Христијаните веруваат дека Бог е живо слово, дека Исус е словото, и тој феномен е кому му е многу дадено, многу ќе се бара од него. Па ние можеме да ги земеме дактилите, например, левите и десните дактили на Хомер, на која е напишана Илијадата, а денеска ние можеме да ги одиграме во орото, така да Хомер е напишан во 17-осминскиот так на македонското оро. Рам пам пам, 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 рам пам. Гневот, о Божице, спеј го на Ахила, синот од Пела. Еден интересен феномен е секако еврипидовиот театар и еврипидовиот принцип Deus en machina. На крајот и на почетокот на представата го повикувал Бог да пресече. Значи, тоа што одигравме, повели сега ти, Дедо Боже, кажи ни како треба. Нели, христијанството тоа го има направено понатаму во една чашата е горка, но морам да испијам не како што сакам јас, туку како што сакаш ти, Господи. Суштината на христијанството е да се претопиш во Божјата волја. Нека биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Значи, ја имаме најстарата обредна драма, потврдена на Кокино, Хиерос Гамос, фала му на Господа, повеќе години учествувам на Кокинското празненство, на тој обредно бронзен театар, неолитски бронзен театар, каде што ја кажувам утринската молитва на 31. август во 6:40 утрината. Сончевиот лач поминува низ 2 или 3 нишана и осветлува еден од седнатите на престолот, и јас ја кажувам таа молитва. Значи, таму нема крвни жртви, се работи за Хиерос Гамос, небесен татко, најстарата обредна драма, оплодува земна мајка, земјата, и го раѓа, го оплотува Божиот син, актерот, гласникот, гласноговорникот, политичарот, водачот на народот и така натаму. Истата приказна свет брак се случува и во Дионисовиот театар во античка Македонија. Дионис, син на Теос, на небесниот татко, и Семела, земна мајка, го раѓа детето Дионис, кој е представник, пророк, гласноговорник. Античката драма во Македонија се занимава, се бави со односот на човекот и Бог. И ние овде доаѓаме до клучното прашање. Дали театарот е телесен или духовен? Да не заборавиме што вели Аристотел, царскиот македонски филозоф и учител на Александар. Учеството во Дионисовите слави не е за да се научат обредите, туку да се родите, да се доживеете, да се преобразите, да доживеете катарза, да се родите повторно во Бог. Што е и суштина на денешното христијанство, кога ти се соединуваш, апостол Павле, кој дојде во Македонија, и потоа го проповедаше тој жив театар, театар на животот и смртта, Исусовиот театар. Вели, не живеам јас, туку Христос живее во мене. Принципот на театарот е содржан во Евангелие по Јован. Видете, на почетокот беше Словото и Словото беше во Бога. Да не заборавиме, најстарата обредна драма е кога сатаната го искушува Исус 40 дена во пустината. Сатаната му цитира делови од Божјата драма од Светото писмо, Исус му одговара со делови од Светото писмо. Тој му вели, ако си Бог, кажи им на овие камења да станат лебови. Му вели сатаната, парафразира од Библијата. А Исус му одговара, пишано е, човек не се храни само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Сатаната му вели, фрли се од оваа кула, доле на ангели, кој цитира еден псалм што вика, ангел ќе исплати да те обгрне,
А Исус му вели, повторно му одговара од Светото писмо, не го искушувај Господа својот Бог. Потоа му вели, ако ми се поклониш, ќе ти ја дадам сета власт. И Исус му вели повторно од пишана драма, од живото слово, само на Господ Бог му се поклонува. Значи, дали театарот е телесен и духовен? Ние потоа го имаме тој театар во Македонија, да го речеме христијански театар. Не е интересно ако забележите олтарите во античките театри и олтарите во православните храмови се идентични. И ние имаме таа обредна драма, во која понатаму преминува во народни игри, русали, деноносии, сурвескари и така натаму, она што е запишано од македонските преродбеници, и тоа е дел од мојот овој докторски труд од обред до театар. Дали театарот е телесен или духовен? Интересно. Значи, принципот е важен за кого ние играме. Човекот во еден момент, барајќи да се соедини од Бог, значи словото стана тело и се всели во нас. Вселување на текст кој го напишал друг во нас, полно со благодат и вистина. Значи, на почетокот беше Словото, Словото беше во Бога, Бог беше Словото и Словото стана тело и се всели во нас полно со благодат и вистина. Ние зборуваме за принцип на вселување на Слово кој го напишал Дух во вас. Се разбира, ја имаме психодрамата на Морен, кој открил дека кога ќе го одиграте својот проблем пред публика за мали деца кои имаат трауми, како да речеме, постчувствени трауми, кога ќе го одиграат проблемот, се случувало проблемот да исчезне, кога ќе ги соочите со проблемот. Значи, дали театарот е телесен или духовен? Да не го заборавиме театарот на Војдан Поп Ѓорѓев Чернодрински, според зборовите на Илија Милчин, дека театарот е борба за слобода на Чернодрински. На премиерата се пукало со пиштоли. Да не го заборавиме она што Борза го нарекува македонски фестивал, почнувал со спортски надпревари, рецитирање поезија, беседништво и обврзно завршувал со театар. Размерот, растојанието од едниот крај на кругот до другиот на кружницата е 30 метри во театарот во Дион, во Еге. Искупскиот театар е околу 30 на метри. Борза вели тоа затоа што тука се стручувало оркестро и оркестра, така што се играле ората, се пееле песните и понатаму актерите го озвучувале драмата за животот и смртта со односот на човекот и Бог. Ние денеска го имаме Вилијам Шекспир, кој, ако не сте ја прочитале Библијата, ќе мислите дека тој пишува некои работи без познавање на Библијата, не можете да го разберете Шекспир. Последните зборови на Вилијам Шекспир се: ја предавам својата душа на Отецот Небесен, целосно верувајќи во Исуса Христа, мојот Спасител, и веројатно ако даде Господ ја подготвам една книга. Колку се цитати има кај Шекспира од Библијата, од Светото писмо. Дали театарот е телесен или духовен? Ние го имаме она изрека дека исцелителна улога во театарот денеска е изгубена. Денешните актери се себе обожуваат, го забораваат Бог, не играат веќе за Бог како во антиката, како во бронзениот театар, како во литургискиот театар за црквите, не служат на Бог, се себе обожуваат, тие стануваат Бог, режисерот станува Бог и прават еден свет кој понатаму некаде завршува, најчесто во нивните души, во нивните судбини, ако не го применуваат принципот на Deus ex machina. Ние имаме веќе примери. Дел од актерите кои ќе се разбудат духовно ќе го разберат тоа дека тоа што го играте, тоа ви се случува, како што Бог Саваот им вели на евреите во пустината: тоа што го зборувавте, тоа ќе ви го дадам. Значи, за кого играме е многу битно и со кого се соединуваме во театарот. Значи, театарот базично значи теа и атар, место за гледање. Кали теа добра гледка, значи место каде што се гледал општествениот конфликт. Еврипид вели театарот ги врамува општествените конфликти, судири, нели? И ние тогаш можеме да зборуваме место за гледање театар, обсерваторија на кокино, гледање кон небесата, кон Бог. Театар, Бог не гледа нас, што правиме, како правиме. Имитативен театар, обреден театар, тоа што сакаме да ни се случува го играме, потоа Едгар Морен го открил тоа што го играме да не ни се случува. Зошто имаме потреба да бидеш друг во театарот? Тоа е многу битно прашање. Не си доволен сам на себе си, товариш ентитети, улоги, ќе се надгрбавиш. Има еден интересен, мислам, Луис Жуве,
Актерот играјќи од улога во улога секоја вечер може да изгуби душата. Многу добро кажам, имаме такви примери, познати примери, Ричард Бартон во Хамлет, Ентони Хопкинс во Јагнињата, Ентони Перкинс во Психо. Луѓе кои не можат да излезат од улогите. Значи, играјќи постојано, зошто имаш потреба да бидеш друг во театарот е клучно прашање. Не си доволен сам на себе си, имаш потреба да те обожуваат, да ракоплескаат. Потребата да бидеш љубен, што е всуштински базично поместување на потребата да се соединиш со Бог и духот на Бог да действува во тебе, словото стана тело и се всели во нас, отелотворување на слово, кое тогаш ќе има исцелителна и духовна сила. Ако играте за Бог, се што работиш, работи како за Бог, а не за луѓе, тогаш театарот има духовна сила. Ние имаме примери со театарот Скрб и утеха, кој од 1988 година слави 30 години е под цензура од страна на Министерството за култура, што е тажна работа. Во Македонија не се дозволи слободна култура и министрите се сведуваат да си ги решат своите фрустрации сексуални, двојазичности, да го сменат јазикот, да онадат нешто, да финансираат некои верски обреди, локални култури, беззначајни работи, а тоа што е автентична македонска култура го ништат како еден глобален процес на бришење на судбината на двата избрани народи во Божјата драма, Светото писмо, евреите и македонците, кои имаат сличната судбина, се додека не го повикаат Бог да дојде во Македонија и повторно да им помогне Исус Христос. Значи, себелюбие или атер за Бог, театар, место за гледање, каде што се гледа што правите вие, и тој свет што го создавате некаде завршува, зашто вие како актер верувате. Имавме случај со една актерка која го губеше гласот на одредена реплика. Потоа го откривме дека тоа беше клетва и дека таа верува, таа има духовна сила во нејзе и прашање на момент еден ден кога ќе треба да му служи на Бог. Имаме такви примери и други актери кои приметиле дека тоа што го играат, тоа им се случува. Не можат понатаму да излезат од улогата. Која е таа потреба да бидеш друг, суштинска? Базичниот театар е да излезеш пред Бог и да го одиграш општествениот конфликт, а потоа Деусен махина, повели Дедо Боже на нашата представа, дојди и ти пресуди. Дали вие играте за себелюбие? Еден ден ќе мора да го наплатите сите тие зборови што си ги говореле на сцената, кои не се ваши, кои не знаете каде завршуваат, а вие верувате како да се ваши, тој како да натегнете, да качите на вашиот грб уште 10 личности. Прашање на момент кога ќе се свиткате и, како што вели, играјќи од улога во улога може да изгуби собствената душа. Ние ги имаме катарените и патарите, предходници, патарите по Богомил со тајфата, напуштаат Македонија, црквата станува институција, земна институција, и тие се патарените, катарите, од кои се повлијал Вилијам Шекспир, кажувале трубадури, односно кажувале делови од сонетите од Библијата и од Светото писмо, оделе од град во град, рецитирале поезија. Вилијам Шекспир е повлијан од нив и Данте Алигери, катарените и патарите во Италија. Шекспировите сонети, Вилијам Шекспир преполн со библиски толкувања. Господ ви дал едно лице, а вие од него правите друго. И го создаде Господ Бог, човекот по Божиот образ го создаде. Едно лице, ви од него правите друго. Лицемерно братолюбие. О како падна тој возвишен дух. Дух жив ли ти си или демон зол? Пазете, тоа се библиски толкувања од Вилијам Шекспир, но тоа за тоа понатаму. Значи, зборот озвучен во вас, што го напишал друг, се отелотворува и вие станувате гласноговорник на одредена судбина, на одреден став, на одредена мисла, која понатаму се остварува. Ние зборовите ги делиме на Факултетот за драмски уметности, имаме еден автентичен принцип создаден кај нас, говор на мисловна и чувствена енергија, и така ги се овладуваме текстовите на неодамнешниот пред минатата година на деновите на поезијата, фестивалот на поетско рецитирање во Прибој на Лим, одржав еден семинар на таа тема и луѓето што беа дојдени го разбра и го прифатија тој метод. Тие што го применуваат тој метод, говор на мисловна и чувствена енергија, многу брзо и автентично се овладуваат еден текст, што значи текст кој го напишал друг да стане дел од тебе. Чии е зборот е интересна приказна, библиски на почетокот беше Словото и Словото беше во Бога. Кокинскиот бронзен неолитски театар го знаел дека тој збор е од Бога, Еврипид и античкиот македонски театар знаел дека тој збор е од Бога,
апостол Павле со тајфата го ширал Божјото слово, по Богомил со тајфата, катарените и патарите во Италија, од кои се повлијале Шекспир, Данте Алигиери и другите, во европската ренесанса, знаеле дека словото е од Бога. Питер Брук денеска знае дека театарот е потрага по Бога. Гротовски знае дека актерот е светец, се качува на сцената да осветли публиката. Еудженио Барба се обидува да го разреши вавилонскиот јазик, зашто тој е проблемот во оваа вавилонска земја, луѓето не се разбираат. И театарот Скрби утеха знаеше дека ние всуштински зборуваме за Дионисовиот принцип на театарот, за Исусовиот принцип на театарот, дека театарот е духовен. Играјќи представи со Скрби утеха, ние често правевме пророчка и предскажувачка уметност. 94-та година, чекајќи го Годо, еве сега ги гледам фотографиите, чекаме двајцата, го чекаме Годо да дојде да ни пресуди пред картата и пред крстот на нашата земја. Келавата пејачка, драми кои зборуваа за она што ни се случува сега. Последната представа Некрстени денови зборува за европскиот катастар, за бришење на македонскиот театар, за бришење на македонската култура. За жал, нашите вавилонци вршат силна цензура врз се што е поврзано со Македонија, а посебно и со духовната култура на Македонија, односно Македонија, земја на Исус Христос, бидејќи тој не запишал во своето живо слово: ќе изберам народ што ќе го прослави моето име. И потоа ги сонува апостол Павле македонците. Со театарот Скрби утеха поминавме 30 години, на факултетот за драмски уметности исто така работам долго време, од 87 година. Значи една година претходно волонтирав и од кога е создаден театарот работам, исто така 30 години. Кога луѓето се телесни, телесниот човек не го разбира духовното, не можат да разберат дека театарот не е телесен, туку е духовен. Тој е духовен принцип на повикување Бог да игра со тебе, твоите зборови да имаат Божја сила и Божја димензија. Драмските автори не размислуваат што пишуваат, дека тоа што го пишуваат, тоа што го зборуваат, тоа ќе им се случува во нивните животи и во животите на публиката. Интересен е тој принцип и после 30 години ние сме на една тхота каде што драмите кои слегуваа од Бог, и сега има уште една драма која раскажува токму сега состојбата што се случува во Македонија, распнување на македонскиот народ и на македонската култура, негирање на македонскиот јазик, на македонскиот театар, цензура на македонскиот театар, бришење на македонскиот јазик, наметнување на туга култура, доведување во прашање дали суштествуваме или не баре дилемата дали сме луѓе или не сме, дали сме луѓе македонците или не сме. Од соседи кои се вавилонски идентитети, постмакедонски идентитети, постмакедонска култура, телесна култура, која внатре им недостасува токму она што го има, што го нарекува и Ребека Вес во својата книга Уметноста во Македонија, не е технички трик, туку длабока суштинска поврзаност со Бог Создателот и неговиот син Исус Христос. Театарот Скрби утеха зад себе има 40 книги, преку 400 документарни приказни, 26 армакедонски слави, безброј гостувања, не ги броиме веќе, во сите делови на Македонија, гостувања во Австралија, во Нов Зеланд, Германија, Шведска, Хрватска, сите соседни земји. И сепак, денеска не може да добие право да биде дел од финансискиот колач, од културниот колач на македонската култура. Тоа покажува телесност во културата. Има еден стих во Библијата: ако турнеш телесен човек од патот, проклет да е. Телесниот човек не го разбира духовното и во театарот денеска преовладува телесноста. Затоа тој нема силата, Божјата сила, духовната сила, Еврипидовата сила, Аристотеловата сила, по Богомил силата на апостол Павле и она што Брук, Гротовски, Барба, Чернодрински и новиот Скрби утеха го работеа да ги врамуваат општествените конфликти на своето време. Македонија е духовна кота, земја на Исус Христос и нејзината култура, ако малку го отворите срцето, ако не сте телесни, ако не сте слепи, со очите не гледате и со ушите не слушате и во срцето не разберете да се покајате и да играте за Бог, може да постигне многу работи. Затоа неслучајно е наречена папок на светот. Еве денеска славиме 30 години и на маргините на македонското политичка
вавилонска збрка када се продава и се раснува народот, се тера народот самиот да се пише, самиот да каже дека не постојам, да подпише договор со сатаната, да се откаже од Бог. Ние веќе имаме договор со Исус. Македонија е запишана во Божиот катастер како во нашата драма Некрстени денови. И со Божја помош на тебе се надеваа моите татковци во една визија и јас ќе ги избавам. На тебе се надеваме, Господи Исусе Христе, и Македонија, и македонскиот театар, кој живее под закрилата на Севишниот. Тој пребива во домот на Небесниот Отец. Да пребиваме во Твојот дом, во атерот на театарот, во соединувањето и возродувањето, во духовниот театар, театарот на Божјата светлина и провидение. Амин. Со тебе можам се, Исусе Христосе, со тебе можам се, Исусе Христосе. Блажени сте вие, кога ќе ве срамат, прогонуват лажно заради мене.